Основното училиште Братство Миѓени во Тетово денес беше домаќин на регионален натпревар по народна техника. 52 основци во трка за учество на државниот натпревар го покажаа својот талент и креативност во повеќе дисциплини по природната и техничката група предмети. Натпреварот е во организација на Сојузот на клубовите на млади техничари и природници на Македонија. Денешниот надпревар е во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници при Народна техника на Република Македонија и овој представува еден од 20 регионални надпревари кои се одржуваат оваа година. Значи, најдобрите ученици од овој надпревар и од сите регионални надпревари ќе учествуваат на државниот надпревар кој оваа година се одржува во основното училиште Блаже Конески во Прилеп, значи на 29 април. И така да сите најдобри победници по државното училиште ќе имаат прилика понатака да ги покажат своите способности и квалитети на меѓународно ниво. Значи, Народна техника оваа година слави 70 години од незиното постоење, што значи е присутна во развојот на техничката култура, поттикнување на свеста на младите за наука, за поттикнување за нивната желба за наука, така да горди сме што сме се уште присутни. Младите техничари и природници заедно со своите ментори се повлекоа во училниците, каде се надпреваруваа во одбрана на претходно изработен труд, макета, модел и слично, и задолжителна задача која ја реализираа на самиот ден на надпреварот. Драган Давевски сум јас. Денеска се представи надпреварот со 3D коцка. Овој проект 3D LED коцка може да се користи за презентација на 3D форми. Сум Емилија Симјановска, доаѓам од основното училиште Братство Миѓени и денеска се надпреварува во област екологија. Јас се надпреварував со темата водната леќа, ЛМНСП како прочистувач на водната средина. Ме инспирираше тоа што за загадувањето на воздухот и почвата веќе се изнајдени решенија во нашиот град, но се уште немаше некое решение за да се прочисти водната средина, па си помислив зошто не би пронашло некој начин за да ја прочистам истата. Јас сум Орхан Багашов и учествувам на регионалниот надпревар по конструкторство со мојот проект CNC машина, тоа е компјутерска нумеричка контрола. Може да исече, изграфира или нацрта каква било 2D слика. Јас се викам Леона Апостолска и денеска се представи со темата Тетово низ мојот објектив. Па има фотографии од Тетово во Брвеница, во Варвара. Јас се викам Владимир Јанев, со фотографија се занимавам околу една година. Сакам да сликувам по светли слики, да има различни бои, да бидат потопли. Јас бев за овие слики ги направам во Скопје и во Струмица. Јас сум Катерина Здравеска. За ерупција на овој вулкан, јас во внатрешноста на вулканот ставив сјај, прехранбена црвена боја, оцетна киселина и сега ќе ставам сода бикарбона за да еруптира. Да ја прикажеме хемиската реакција помеѓу содата бикарбона и оцетната киселина. Јас сум Јован Дамјанов, склучувам во училиштето Гоце Делче, 6-то одделение и јас овдека се представив со област астрономија, тема живот на Марс. Фаќаше неколку факти за планетата Марс, компарација меѓу планетата Земја и планетата Марс. Потоа имаше заклучок од истраженото, има основни податоци за сончевиот систем и основни податоци за планетата Марс. Целта на надпреварите е да го поттикнат иновативниот дух кај младите и уште од најрана возраст да ги развијат нивните презентацијски и надпреварувачки способности. Поттикнување на креативноста кај учениците е многу важен момент во образовниот процес. Токму за откривање на таа креативност сме заслужни ние наставниците, така да и сега учесниците на овој регионален надпревар се откриени од страна на нашите наставници, нели, и ментори, кои што
откриле некои предиспозиции, љубов кон одредена област, било да е фотографија, било да е астрономија, електроника и така натаму. Сето тоа ме наведе на една многу убава мисла, која што е кажана од страна на еден голем педагог, дека детскиот ум не треба да биде брод кој што ќе плови, туку детскиот ум треба да биде оган кој што треба да се разгори. Токму нашето училиште денеска го разгори оганот за многу детски умови и се надеваме на добар успех и голем број на ученици кои што ќе го представуваат нашиот град, односно овој регион, на државниот надпревар во Прилеп. Инаку ово и другите надпревари што се одржуваат во училиштата во градот се поддржани од локалната самоуправа, односно од општина Тетово. Наша фактички филозофија била Тетово и училиштата од Тетово да ги вратиме во процесот на надпреварувањата. Нашите статистики покажуваат дека тоа апсолутно е вредно, а уште повеќе сум задоволна што нашите училишта се повеќе домаќини на вакви настани од регионално и републичко ниво. И им благодарам на сите директори, на сите наставници кои работат интензивно со учениците за да стигнат добри резултати, имајќи го предвид фактот дека логиката е да го дигнеме интелектуалното ниво на нашето општество, а тоа се прави преку знаење и надпреварување за знаење. Ние ќе продолжуваме да ги поддржуваме сите активности кои што за цел имаат подигање на квалитетот на образованието во целина, а овие ученици го подкажуваат и тоа што го кажал Ајнштајн во времето дека човековиот мозок е како падобран и само кога е отворен има значење. Така да само со вакви природи во образованието и во животот може да имаме успех, да имаме напредок, а заедно со ова и една развиена економија и развиена држава. На крајот на надпреварот представниците на локалните власти, присутните наставници и ученици имаа можност да погледнат практично лансирање на 2 мали ракети во дворот на основното училиште Братство Миѓени.